Протестите во Блатец поради најавената изградба на хидроцентралата во атарот на селото се трети новаа тема во регионот. Претходно, силен отпор против менувањето на досегашниот природен поредок даваа жителите од Турско Рударе и Кочани, со што јасно беше потенциран граѓанскиот став кон идните извори на енергија. Предвидените централи треба да го надоместуваат недостатокот на енергија и да решаваат енергетски проблеми, но прашањето е колку тие решенија ќе создадат нови проблеми. Приоритет секако треба да се даде на водоснабдувањето и искористувањето на овие води и исто така и за наводнување. Втората фаза е искористувањето за добивање на електрична енергија. Но бидејќи ние имаме и други можности за добивање на електрична енергија, пред се тука би ги спомнал овие обновливите извори, сонце, ветер, геотермална енергија и така натаму. Секако уште еднаш ќе напомнам дека треба водата пред се да се користи за водоснабдување и за наводнување, за производство на храна. Освен луѓето, силно засегнат и веројатно за секогаш оштетен е и животинскиот и растителниот свет во овој дел од регионот, бидејќи следуваат болни и трајни промени. Последиците по секоја неприродна екопромена за флората и фауната во принцип се големи, често и катастрофални. Биодиверзитетот се нарушува, што само по себе укажува дека рамнотежата е изгубена, тврдат од Македонското еколошко друштво. Изјавуваат од Македонското еколошко друштво. Од друга страна, енергетските експерти се категорични дека енергијата е се поголем проблем и треба да се обезбедува на сите можни начини за економијата и животот да функционираат. 70% од производството на струјата треба да биде од хидроцентрали, а 30% од фотоволтаици. Ние имаме сериозен проблем што сите сега градат фотоволтаици и нема да можеме да ја балансираме струјата во државата. Без хидроцентрала ниједна држава не може да успее. Што се случи кај нас во Македонија? Хидроцентрали ги презна Министерство за животна средина, требаше да останат под Министерство за економија или Министерство за енергетика за да има правилен распоред, затоа што ги уништија шумите. Тоа се случи во Македонија и се случи во Србија. Во другите земји сега дека се градат и понатаму хидроцентралите кај нас се стопирани затоа што немаме уредба како правилно треба да стопирани се, не се прави, ама се стопирани. Во државата досега се изградени 86 мали хидроцентрали и доколку сите тие се стават во функција, заедно со големите енергетски капацитети, Македонија трајно го решува проблемот со увозот на струја.